Во светот, како и во Македонија, се одбележува 80 годишнината од победата над фашизмот, кога со капитулација на нацистичка Германија заврши Втората светска војна. Представници на Сојузот на борците, државни делегации, дипломатски кор, како и многобројни организации, со почит на загинатите партизани се поклонија пред спомен обележјето на партизанските гробишта во Бутел. Вице-премиерот за политички систем Љупчо Димовски рече дека борците кои ги дадоа своите животи за слободата се темелот на нашата држава. Овој ден представува остварување на нашата идеја за самостојна Македонија. Тоа е идејата која била главниот мотив за сите македонски учесници во воениот виор, идејата која ги крепела низ сите искушенија, предизвици и битки. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани потсети дека македонските херои беа дел од борбата против фашизмот кои ги дадоа своите животи за слободата. 9 мај е ден на длабока символика. Победата над фашизмот, но и ден на раѓањето на идејата за обединета и мирна Европа. Како министер за европски прашања, сакам да порачам. Нашата европска иднина не е декларација, таа е одлука. Порака за денешниот ден испрати министерот за одбрана Владо Мисајловски, кој рече дека жртвата на партизаните не е само запишана во историските книги, туку таа е дел од нашиот идентитет. Ова место за нас е ништо помалку од свето место, зашто тука даваме почит на оние кои помогнаа да се стават крај на ужасите од Втората светска војна. Но тие со својата пожртвуваност имаа несумнен придонес и во поставување на темелите на една визија за Европа. Пред 8 децении тогашна нацистичка Германија потпиша безусловна капитулација, со што беше ставен крај на Втората светска војна. На овој ден се прославува и Денот на Европа, кој е воспоставен како ден на сеќавање на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман во 1950 година со визија за мирна и обединета Европа, што се смета за важен чекор во формирањето на Европската унија.